Добар ден и од мене. Задоволство и честа што денеска на покана на градоначалникот на општина Газибаба сум овде на отпочнување на еден вака значаен проект. Може би чудно делува кога зборуваме за земја која што е кандидат за член на Европската Унија, а на, би рекол, воздушна линија од неколку километри од центарот на град живее население кое што нема вода за пиење во 21. век. И денеска, благодарение на општината, благодарение на градоначалникот, дел од советниците, пратениците кои што доаѓаат од овде од општина Газибаба, започнува еден проект во ова населено место во вредност од 8 милиони денари, со кој што ќе се реши овој децениски проблем, односно жителите на ова населено место ќе добијат вода, што е многу важно. И сето тоа представува само дополнителен мотив да направиме разлика помеѓу оние кои што денеска седат во владата, а се дел од коалицијата СДСМ и Демократската унија за интеграција, или ДУИ СДСМ, како ви е полесно, и оние луѓе кои што градат. А тоа се градоначалниците кои што доаѓаат од редовите на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Најголемиот дел од нив имаат, би рекол, речиси реализирана програма која што беше ветувана на локалните избори во 2021 година, а некој процек од 60% веќе на половина од мандатот е на целата територија каде што имаме градоначалници кои што доаѓаат од редот на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Имајќи предвид дека за неколку месеци од денес ќе имаме влада која што ќе предводи ВМРО, ДПМН, таа влада има намера да реалоцира од централниот буџет, да децентрализира отприлика 9 милиона евра, нешто повеќе од 9 милиона евра годишно само за општина Газибаба. Убеден сум дека не само што ќе биде целосно пред време исполнета програмата, туку и ќе биде надфрлено, односно ќе бидат направени проекти кои што не беа ветувани и кои што не беа дел од програмата за локалните избори. Јас само можам да ги охрабрам луѓето кои што дека тимски работат, градоначалникот, администрацијата, советниците, пратениците кои што доаѓаат од редот на ВМРО, ДПМН и коалицијата, така да продолжат да ги реализираме овие проекти, затоа што мораме да покажеме и да докажеме дека не се сите исти, дека има такви кои што крадат, како што се овие во владата, и такви кои што градат, а тоа се градоначалниците кои што доаѓаат од редовите на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Тука јас би застанал, доколку имате прашања, повелете што на Господин Мицкоски, амнестијава се уште во фокусот на прашање на пратеник на ВМРО, ДПМН. Вчера еден од одговорите на премиерот Ковачевски беше со амандман ќе реагираме за тешки кривични дела доколку има такво нешто за излегување на осудени од затвор, мислејќи на осудени од Монструм. Да, на помагачите на тоа зверско и грозоморно дело, случајот Монструм. Премиерот Ковачевски се надевам дека не е туриста на седниците на влада и кога ќе дојдат предлог текстовите на законите, добива детална информација што содржат тие предлог закони, а посебно вакви, би рекол, многу специфични закони и самиот ги чита. Доколку тоа не го прави, тогаш треба час поскоро да се замине од местото кое што во моментот го завзема, затоа што не е достоен за тоа место. Законот уште не донесен во парламент, зборуваме за амандмани кои што доаѓаат од самата влада. Па што правеле, се поставува прашањето сите тие на таа владина седница кога се разгледувал овој закон. Одамна е заминато времето за оваа влада на СДСМ ДУИ или ДУИ СДСМ, како сакате. И ценам дека колку побрзо заминат, толку подобро ќе биде за сите граѓани во Македонија. Колку побрзо овој недостоен председател на владата замине, толку подобро ќе биде за сите граѓани и за самата Македонија. Има еден нов момент околу министерот за надворешни работи во односите со Бугарија за ФАЦ. Изјави дека
може и други барања да се очекуваат, што е нели малце поинаква изјава од претходно. Тоа го зборуваме ние цело време. Јас лично сум го кажувал неколку десетици пати дека ова е само почеток и отварање на Пандорината кутија. Дека допрва доаѓаат тешките барања и допрва доаѓаат тешките денови за Македонија, кога станува збор за спорот со Бугарија, но тоа требаше да се мисли кога го прифаќа тој анекс на договорот за добро соседство и пријателство и кога прифатија овие тешки прашања да бидат дел од преговарачката рамка. Но ќе кажам, не само тие, требаше тука да мислат и бирократите во Брисел, кога го прифатија тоа што овие, би рекол, политички екзибиционисти и незнајковци прифатија. Зборам за нашиве политичари. И сега што направија? Само го усложнија процесот на Македонија, процесот за пристапување кон Европската Унија. И сега ние повторно се доведуваме во една ситуација во која што или ќе ги исполниме барањата на Софија, тоест нивниот диктат, без да добиеме гаранции никакви, или пак ќе имаме децениски, а можеби и вековен процес на преговори со Европската Унија и не заради европските темелни вредности, туку за прашања кои што немаат никаква врска со европските темелни вредности, да докажеме каков е нашиот идентитет, да докажеме какво е нашето минато, традиција, култура, обичаи, да зборуваме за средниот век, како што сега се зборува, наместо да зборуваме за еднината. И тоа го направи оваа влада и сега ние сите сме закочени и се наоѓаме во еден момент заглавени во овој процес. Не може никој да ме убеди дека тоа не е вистина. Јас верувам на добрите намери на нашите стратешки пријатели, верувам во добрите намери и на Вашингтон, и на Брисел, и на Лондон, и на Париз, и на Берлин, и на Рим и на останатите, но не можам да верувам во добрите намери на официјална Софија, а за жал, договорот кој што го прифатија е тотално асиметричен и е во согласност со, би рекол, бугарските позиции целосно, кои што се ништо друго освен вековниот руски интерес на Балкан. Вчера имаше инцидент по собранието. Како го коментирате испадот на вице-премиерот Маричич? Па како човек сум згрозен со гадење и со резигнација овој сексистички неморален чин на Маричич, човекот кој што се прослави со се, само не со тоа што треба да го работи. И чудоневиден сум како овие кои што им е полна уста Европа не излегува, не собра сила да се, би рекол, извинат за тоа што го стори Маричич, па и Маричич самиот, а од Ковачевски очекував барем оградување од ова што го направи Маричич, но за жал тоа не го добив. Се чувствувам застрамен, што уште некое време политичката сцена ќе делиме со ваков тип на политички маргиналци. Очекувам дека после дебакло што ќе се случи на следните парламентарни председателски избори, ќе се ослободи македонската политичка сцена од вакви маргиналци. Господин Мицкоски, вчера премиерот објави фотографија заедно со неговиот претходник Зоран Заев во седиштето на партијата во знак на некакво обединување внатре партиско во СДСМ. Што ова ќе значи според вас за ВМРО ДПМН, што ќе значи за нив? Јас не знам кој е одговорен во СДСМ за нивната стратешка комуникација, но откако 7 месеци се обидуваа во јавноста, директно или странично, да испраќаат пораки дека некои центри, олигарси, некоја коалиција на поранешен политичар со мене сакаат да го рушат Ковачевски, да прават пуч и така натаму и така натаму. И најнаш вчера се појавува таа фотографија. Јас не знам кој е таму одговорен за нивната стратешка комуникација, но мој совет би бил да тој кој што е одговорен веднаш му се заблагодарат. Затоа што не само што збунуваат со пораките и не само што пораките се неконзистентни, туку на моменти доведуваат и до смеење, бидејќи се навистина хумористични тие пораки. Затоа што партија што е навистина обединета, партија во која што има кохезија, единство, нема потреба од ваков тип на пиар алатки.